Значи, судот во Хамбург во една одлука која што е во прв степен, значи има се уште права на жалба на таа одлука и е интересно да видиме како ќе се развива случајот. Во предмет каде што еден фотограф ја ставил својата фотографија да биде јавно достапна и да биде без надомест. Таа фотографија ја има искористено модел на вештачка интелигенција за научни цели, не за комерцијални цели. Значи, тој си создавал, фактички работел на принцип на рударење и си создавал своја база на одредени фотографии. Судот одлучил дека во конкретниот случај вештачката интелигенција не направила повреда на правото на фотографот. Значи, не дека таа е автор, но дека не направила повреда. Зашто? Бидејќи доколку фотографот, според законите во Германија, доколку сакал да не го дозволи ваквиот начин на користење на делото, тоа требало да даде за тоа изрична декларација. Така што интересно е да видиме... Не му текнало да даде таква, значи не ни помислил, сигурно дека Сигурно не не помислил. Сигурно, но кога ја ставил фотографијата достапна, значи без некаков надомест, било оправдано да се очекува дека некој може да ја земе и да ја искористи. Сега тука судот вели, па што е разликата ако некој ја земе таа фотографија и ја стави во книга, значи повторно не е за комерцијални цели, и во некоја, да речеме, магистарска која што ја пишува, и овде што ја земал моделот на вештачка интелигенција, исто е за некомерцијални цели. Значи, така се оди, на тој начин се прават паралелите.